Поставувањето на крстот најмногу му штетело на самиот крст, смета министерот за надворешни работи Бујар Османи. Не му пречел, ама бил политичка провокација и тие кои што според него договориле него поставување треба да бидат објавени со име и презиме, порача првиот дипломат. Не престануваат политичките напади во албанскиот политички блок за 15-метарскиот крст на попова шапка во црквата Свети Наум Чудотворец. Мене не ми пречи ниту еден религиозен символ, меѓутоа доколку тие се ставени со цел да бидат искористени во создавање на тензии во предизборен период, верувајте, тоа најмногу штети на самиот крст и најмногу штети на верниците кои што го почитуваат тој верски символ. Овој период треба да ги изложиме со име и презиме. Сите тие што се договарале во двата блока за да предизвикат верска и етничка нетрпеливост. За македонскиот председател Стево Пендаровски ваквиот потек е опасен со цел одредени политичари и политички субјекти да го кренат својот рейтинг пред изборите. Тоа е апсолутно непотребна авантура за било кој во Македонија, бидејќи знаеме како сме поминувале во минатото кога сме имале меѓуетнички тензии и меѓуетнички конфликти. Велам, лошо е као политичка пракса и како обиди на поединци или политички субјекти да на тоа ќаруваат поени. Тоа е во крајна инстанца опасно. Директорот на ЦУКИ, председател на партијата Достоинство, Стојанче Ангелов, преку социјалните мрежи порача дека крстот не смее да биде чепнат. Смета дека вниманието треба да се насочи кон дивоградбите на попова шапка, меѓу кои 4-катната џамија со 20-метарско минаре. Ги предупредувам албанските политички фактори во државата никако да не ги споменуваат зборовите одстранување или рушење во истата реченица со крстот на попова шапка. Во спротивно, јас како граѓанин, со некои мои пријатели од 2001-та ќе организирам негова одбрана. Од Комисијата за односи меѓу верските заедници претходно повикаа на внимателност и воздржаност од граѓаните како и мудрост во раководењето на институциите од оние кои добиле мандат од граѓаните да градат хармонично мултикултурно општество, кое само по себе не подразбира исклучивост на ниту една култура, туку нивна коегзистенција и почитување на различностите.